Јана е посебна приказна. Забавна, екстравагантна, необична и оригинална. Јана е секогаш ведра, насмејана, леми со незината посредност. Да беше мачко ќе беше Јане, а вака е Јана заради тоа што Јана е најопеаното име женско во македонската народна песна. Нашите приказни се врежани во зидините на Самоиловата тврдина и во срцата на луѓето. Нашата заедница е силна, обединета и полна со луѓе кои веруваат во подобро утре. Ја сочинуваат охриѓани кои низ годините го градеа овој град со срце, оставајќи зад себе наследство на кое сме сите горди. Охрид е место каде што минатото и сегашноста се преплетуваат во бескрајни магични приказни. Да ги раскажуваме заедно. Ова е втората сезона на Охридските приказни во Форт Кафе за луѓе кои го прават овој град поубав и му даваат душа. Охрид е град кој е инспирација за уметници, поети и сонувачи од целиот свет низ вековите. Во овој град секој ден е нова можност за создавање убавина и вредност. Нашите лични мали приказни се врежани во зидините на Самоиловата тврдина и во срцата на луѓето. Ова е втората сезона на Охридските приказни во Форт Кафе. Се наоѓаме на Сараиште, омиленото место на нашата гостинка Јана Марковска Наумовска, охридската сликарка, која сама ќе ни каже зошто токму ова место и е омилено. Сараиште за мене од секогаш било еден од најубавите делови во Охрид. Овде времето како да застанува. Охрид тука поинаку дише. Езерото има друг мирис, а секој камен своја приказна. Тука уште од мала доаѓав со моите родители во куќата на моите кумови. Во тинеџерските денови Сараиште за мене доби еден нов лик. Веќе не беше семеен излет, туку дружба со пријатели, долги разговори, кои денес може би звучат наивно, но тогаш не беа важни. Сараиште ми е најубаво во ноќните сати. Посебно ако езерото е покриено со месечева светлина, тогаш навистина инспирира. Сараиште е едно живо платно, инспирација за многу уметници. Тоа е жив пейсаж што се движи и менува. Минатото овде како да оживува. Се уште може да се слушне гласот на старите рибари, на старите мајстори. Може да се осети мирисот на дрво и мрежи. Не треба некој да раскажува. Доволно е само да поминеш по улицата и да почувствуваш дека тука ништо не исчезнало. Да се биде внука на големина како Вангел Наумовски е привилегија, но и предизвик и обврска да се продолжи една уметничка линија која резонира помеѓу сокаците на древниот Охрид со децении наназад. Јана Марковска Наумовска е сликарка која ги представи првите дела на месецот на македонската уметност во Абу Даби, Обединетите Арапски Емирати 2017 година, кога излагаше своји заедно со дела на незиниот дедо Вангел и незиниот татко Рубенс Наумовски.
Годинава, како дел од настаните за одбележување на празникот Свети Климент Охридски, патрон на Охрид, беше отворена нејзината самостојна изложба насловена Мечти во галеријата Охридска порта Љубица. За делата на изложбата вели дека ги создавала со емоции на љубов, болка, среќа, мир и спокојство, но пред се на нејзината вистина. Да се биде внука на големина како Вангел Наумовски е привилегија, но сигурно и предизвик и обврска. Велите дека сте самоук уметник, но секако дека гените се гени. И вашиот татко е сликар и одличен познавач на уметноста. Колку е длабок семејниот бунар и дали од него ја црпите инспирацијата или взедовте бело платно и започнавте одново? Навистина беше привилегија да се порасне покрај Вангел. Тој за мене тогаш не беше ликовен уметник, не беше голем сликар. За мене беше само дедо кој ме гледаше како да гледам, ме учеше како да гледам чуда во најобичните работи. Тој не ме научи на техники и на композиции. Тој ме научи како да го гледам светот. Ме научи да живеам без страв, да откривам, но и создавам нови светови. Тој ме научи дека стравот е најголем непријател и да не се плашам да грабам од непознатото. Секојаш велеше дека она што го знае светот е само една мала капка во огромниот океан и се друго треба сами да спознаеме. Во моето семејство уметноста од секогаш беше дел од секојдневното живење. Беше начин на дишење. Пораснав со звуците на пијано покрај татко ми Рубенс и со мирисите на боја во ателјето на дедо ми, а подоцна на татко ми. Таа атмосфера некако го обликуваше мојот карактер и моето постоење. Почнав да цртам на 3-4 годишна возраст и со сестра ми Љупка знаевме да исцртаме цели блокови во текот на еден ден за вечерта да им приредиме мала изложба на семејството. Интересно е тоа што во текот на моето образование јас некако изгубив желбата да цртам. Не можам да објаснам зошто. Мислам дека тоа беше период каде што ми требаше да се пронедам која сум, одвоено од очекувањата и од презимето. И навистина, кога повторно зедов платно, тоа беше бело платно. Без план, без потреба нешто да докажувам или да продолжувам. Денес црпам од семејниот извор, од семејниот бунар, но на некој мој начин, неформално. Не земам стилови, туку го земам погледот према светот. Љубопитноста, слободата и храброста да се види малку подлабоко од видливото. Јас нези. Јана е посебно приказна. Забавна, екстравагантна, необична и оригинална. Таа е една од моите најдобри, но и најомилени другарки. Секогаш е спремна за дружење, за забави и за нови авантури. Всушност со неа секој дружење, секој патување возбудлива авантура, бидејќи Јана е секогаш најзабавната, најблесавата, најоригиналната, но и најхрабрата. Како другарка секогаш била покрај мене и во оние не толку светли денови, знаела да внесе светлина во мојот живот, да ме подаде рака и да ме крене. Така да животот дефинитивно е поубав со другарка како Јана покрај мене. Од секогаш и велев дека е уметничка душа и дека во цело се има наследено уметничката природа на дедо и таткој. Така да таа за мене беше уметник уште пред да почне да црта. Со нејзината изложба Мечти, таа само во целост го реализира и го покажа својот дух и на своите мечти им даде форма, боја и живот, како што прави и ни целиот нејзин живот во сите полиња. Охрид е неисцрпен извор на убавини, но и инспирација за многу луѓе да се изразат уметнички на повеќе начини. Некој слика, некој фотографира, некој пишува, но ретки се луѓето кај кои ова убавина не буди внатрешни силни чувства. Дали градот, луѓето, настаните и наследството на Охрид се инспирација за дел од вашите дела? Кажете ни нешто повеќе и за последната ваша изложба Мечти, која беше дел од настаните за одбележување на празникот Свети Климент Охридски, патрон на Охрид. Охрид за мене представува жив музеј, музеј на отворено. Тој бил и се уште град на занаетчи, на патописци, некогаш и мистици, град на уметници, на сликари, поети и патописци. Охрид е град на духовност и има некоја тишина која лекува. Со самото тоа е голема инспирација за многу уметници, како за нив, така и за мене.
Малку е жалосно што некако го губиме органскиот однос со сопствената култура. Занаетите полека исчезнуваат, а со тој знаењето кое се пренесувало од колено на колено. Старите охридски куќи се помалку полни со семејства, а повеќе се апартмани. И уличните ритуали како полека да исчезнуваат. Довикувањето преку тераса, одењето на кафе кај комшиите. Меѓутоа, со модерното живење секако дека добиваме и нешто убаво. Можеме да искомбинираме старата семејна охридска традиција со современата уметност и од тука да произлезат многу автентични дела. Со денешниот начин на патување, Охрид можеме да го однесеме надвор во светот, но и светот да го донесеме тука. Се отвара се повеќе простор за уметност, за културни настани. Има поддршка за разни видови на манифестации. Исто така младите денес имаат некоја смелост да експериментираат и тоа е една голема придобивка. Охрид денес се менува, но она што останува е неговиот неуништив дух и ние треба да го негуваме и од него да правиме и да создаваме нови приказни. Изложбата Мечти се одржа во просториите на галеријата Охридска порта Љубица. Беше дел од програмата за одбележување на празникот Свети Климент Охридски, патрон на градот. На изложбата беа представени околу 30 на мои дела, изработени во различни техники. Тука имаше комбинирана техника, масло на платно, акрил на платно и неколку дела кои беа акрил на хартија. Отварањето помина со голема посетеност, одличен одзив и позитивни критики како и од стручната јавност, така и од пошироката публика. Фактот што Мечти беше дел од програмата за одбележување на празникот Свети Климент даде некоја тежина на истата, бидејќи оваа програма има јасен културен контекст и континуитет, а изложбата се вклопи како еден современ ликовен израз во рамките на оваа традиција. Јас нези. Почитувани, би сакал да споделам со вас неколку информации за еден наш сограѓанец, другар, пријател уметник и сепак наш комшија. Тој е еден бисер покрај Белото езеро кој што го зародиш со својата уметничка душа. Зборувам за Јана Нумовска, сега Марковска. Јана ја познавам околу 15 години. Во тоа време таа не беше уметник, нити пак ние знаевме дека има некоја посебна дарба за сликање, иако во незиното најблиско тесно семејство имаме познати и прочуени уметнички сликари. Јана е секогаш ведра, насмејана, леми со незината посредност. Со делата и сликите на Јана првпат се сретнав на незините изложби во Дубај и Абу Даби, каде што таа беше коизложител. Иако тоа беа незините први дела и почетоци, ние сите присутни таму имавме можност да видиме и да увидиме дека тоа е зародиш на еден талент и една светла уметничка иднина. На Јана и посакувам светла, успешна уметничка иднина, многу убави прекрасни слики кои што ќе ги красат домовите на нашите сограѓани. А на вас ви предлагам да се запознаете со незините дела, да ги видите незините погледи. Се надевам дека Јана ќе има бројни и успешни изложби, прекрасни дела, кои што ќе красат многу доми во нашиот град, меѓутоа и подалеку. Незиниот талент вреди да се вреднува, треба да се прати и се надевам и ќе биде постреш и стремеш, но и ќе биде идеја за многу идни таленти во нашиот прекрасен град. Едно време не живеевте тука, престојувавте во Дубај. Дали ви недостасуваше градот и што сликавте тогаш? Произлезе ли од тој период некоја посебна едиција слики со делот шармот кој го носи овој дел од светот? Во 2009 година се пресели во Обединетите Арапски Емирати. Тоа беше место преполно со светлина, една модерна, брза средина. И баш таму, во тој дел на светот, јас првпат осетив некоја носталгија за Охрид. Ми фалеше мирисот на ателието, ми фалеше семејството. Тогаш отидов и купив платно и бои. И почнав да сликам како никогаш дотогаш. Сликите представува некој мост помеѓу мене и мојот дом. Ми се отвори еден цел универзум. Многу од тие идеи се уште не се ни реализирани. Токму во тој процес открив дека уметноста не е нешто што треба да го почнам однова, туку тоа е нешто што тлело во мене и само чекало вратата да биде отворена. Таму учествував на 3 групни изложби, од кои една беше во Абу Даби и 2 во Дубај,
и се представив со дела инспирирани од арапската култура, арапскиот свет и нивната пустина. Јас снези. Јана, првото моје чедо, да беше мачко ќе беше Јане, а вака е Јана заради тоа што Јана е најопеаното име женско во македонската народна песна. И не сум сгрешил многу. Можда ушенушка ќе биде тоа пеано ово име заради ова Јана Марковска на Моска. Што е тоа што во кратки црти би одбележало? Од мала покажа храброст, покажа одлучност према се што обкружуваше, покажа радозналост и со храброст влегуваше во откривање и соочување со сите предизвици што нормално сме сите соочени на некој начин, но изборот нејзин беше помалу смел и често пати ме загрижуваше. Зашто го кажувам ова? Позитивната страна на овие нејзи особености, значи чувствување, поимање на средината, околината и како предизвик кој треба да се открива, разоткрива, со незината храброст дојде тој за своја незиниот ликовен израз. Та приде во реализација на своите соништа, на своите видувања. Со истата храброст, со истата одлучност, како од мало дете што влегуваше во животот со многу предизвици. И то помогна, или доби одраз израз во незината уметност да се карактеризира со тие особености кои поможија да се има свој израз, препознатлив израз веќе во уметноста, бидејќи не подлежи на некој кодекси, на некои критериуми кои би ја исплашиле во природ кон сликањето, кон уметноста. Таа влегува простодушно, со сета душа и срце со која го спознава светот, со емотивноста, со чувствителноста кон животот и животните појави, но и со смелоста, решителноста на свој начин да ги открива и прикаже на платно. Таа успеа во тоа и мислам да без разлика на тема, која тема е на незиното платно, таа има свој препознатлив израз. Јасно е дека и предстои уште долго откривање на себе си, на светот и пренесување на платното, но доволно е што сега покажа моќ, сила, на свој начин, експресивно, многу успешно, изведливо, така што со ова искуство, со ова време во кое таа работи, ми дава за право да очекувам, ако продолжи, а би верувам дека ќе продолжи, затоа што предизвиците само ќе и растат и само ќе има нови предизвици, така што и престои уште добро откривање, кое верувам ќе биде и препознатливо, но секој пат со нова љубопитност ќе приоѓаме кон новите дела, незини, и секој пат ќе откриваме пријатни изненадувања и што е најважно, секој пат ќе останува едно добро чувство после средбата со незините слики. Патот на секој човек е многу, викаме, неслутен, само Господ ќе знае нашия патиша, но во голема мера од она што сме чинили, од она што сме покажале, е за очекување реална предпоставка што ќе следува понатаму, барем како ќе се однесуваме. Во случајов Јана мислам дека ќе влегува во нови предизвици со истата смелост, со истата решителност како досега и ќе ни открива низ незината призма, незиниот поглед на нештата, едно ново видување на нештата што не обкружуваат, видливи во секојдневието, но и внатре во нашата интима скриени што Јана успева да ги открива, да ги покаже, да ги искаже. Каде се охриѓани можат да ги видат вашите дела? Има ли интерес за истите и дали можат да ве контактираат доколку некој сака ваше дело да го краси неговиот дом? Дали има побарувања, можеби некои мотиви на слика и дали воопшто создавате на ваков начин? Моите дела може да се видат на моите изложби, но исто така и онлайн на моите страници на социјалните мрежи. Луѓето ме контактираат најчесто директно и за нарачки и за купување. Има интерес од сите делови на Македонија, но и од надвор. Кога работам на некое персонализирано дело,
Тоа е еден процес кој започнува со разговор. Бидејќи сакам да разберам што стои за таа желба, кој е мотивот, дали е тоа некој спомен, дали е некој простор, чувство или дел од животот. Кога ќе ги собирам сите овие информации, јас не правам слика, скица која личи, туку создавам дело кој го носи духот на истата приказна. Од тие информации, јас не создавам скица која личи, туку создавам дело кој го носи духот на приказната, преку мојата боја, мојата линија и ликовен израз. На тој начин, секоја нарачка станува уникатна и неповторлива. Луѓето треба да разберат дека едно ликовно дело не е само украс во просторот. Тоа не е дел од мебелот па да одговара на гарнитурата. Тоа е нешто што има своја логика и своја емоција. И навистина тука гледам да поставам некоја граница. Сум отворена за соработка, но секогаш гледам да останам доследна на она што е во рамките на мојот уметнички потпис. Уметниците се слободни души и најчесто оставаат да ги води плимата на животот. Сепак, имате ли некои насоки за иднината? Останувате во Охрид или ве очекува некоја нова светска дестинација? Каде се гледате себе си за 5 или 10 години? Навистина уметниците се слободни души, но тоа не значи да има отсуство на насока. Кај мене, слободата оди рака под рака со внатрешната дисциплина и јасна свест на каде сакам да се движам. Така ми учеше и дедо ми. Мора да има дисциплина. Тој стануваше рано са бајле и цел ден го поминуваше во ателјето. Јас верувам дека не му било секогаш до сликање, но секој ден беше нова борба со платното. Охрид е мојот темел. Тоа е градот од каде што тргнувам и каде што секогаш се враќам. Моментално тука го наоѓам спокот и тишината каде што можам да создавам. Меѓутоа, тоа не ме ограничува географски. Изложбите надвор од Македонија, програмите, проектите, исто така и некои соработки се нешто што природно го гледам како мој следен чекор. За 5 или 10 години се гледам како уметник со поконзистентен меѓународен континуитет. Се гледам како уметник кој има создадено свој посебен препознатлив стил. Нешто што нема потреба да се објаснува понатака. Охрид секогаш ќе биде дел од мојот идентитет. Меѓутоа, не како носталгија, туку како корен, од каде што слободно ќе можам да растам. Нашите приказни се врежани во зидините на Самоиловата тврдина и во срцата на луѓето. Нашата заедница е силна, обединета и полна со луѓе кои веруваат во подобро утре. Ја сочинуваат охриѓани кои низ годините го градеа овој град со срце, оставајќи зад себе наследство на кое сме сите горди. Охрид е место каде што минатото и сегашноста се преплетуваат во бескрајни магични приказни. Да ги раскажуваме заедно. Ова е втората сезона на Охридските приказни во Форт Кафе за луѓе кои го прават овој град поубав и му даваат душа.